Денес го одбележуваме денот на планетата Земја, ден кој не потсетува на заедничка одговорност кон природата и идните генерации. Овој ден не е само символичен, туку и поттик за конкретни дела. По тој повод, Комисијата за еднакви можности при Општина Кавадарци ја реализира оваа иницијатива поседување на садници во дворот на Општинскиот ученички дом Крсте Петков Мисирков, благодарение на донацијата од ЈП Национални шуми подружница Бор Кавадарци која ги обезбеди садниците. Денес овде ќе засадиме нов живот. Секое засадено дрво е символ на грижа и одговорност. Како Комисија за еднакви можности, веруваме дека создавањето здрава и чиста животна средина е право на секој граѓанин без разлика на пол, возраст и социјален статус. Ваквите акции не се само еколошки, туку и општествено значајни. Да запомнеме, земјата не ни припаѓа нам, ние ја припаѓаме на неа. Нашата одговорност е да ја зачуваме за идните генерации, исто така убава и богата како што ја наследивме. Нека денот на планетата Земја не биде само еден ден во годината, туку потсетник дека секој ден треба да се грижиме и да се однесуваме одговорно кон природата, да продолжиме да делуваме заедно, да садиме иднина и да оставиме зелено наследство. 22 април е датумот кога го обележуваме Меѓународниот ден на планетата Земја. Инаку овој ден за прв пат е одбележан во Соединетите Американски држави во 1970 година. Меѓутоа веднаш после тоа почна да се обележува ширум земјите во светот, така да добил едно интернационално, односно меѓународно ниво, како потсетник дека земјата е единствениот дом на сите живи суштества. Целта е да се промовира еколошката свест и да се поттикнат активности кои што ќе придонесат за подобрување на квалитетот на животот. Бидејќи квалитетот на воздухот кој што го дишаме во последно време, по последните години посебно, и особено во зимскиот период е значително лош, она што најмалку можеме да го направиме со цел да ги анулираме овие аномалии, ако може така да ги наречеме аномалии, е што поголем дел од градот и од околината да покриеме со зелени површини. Токму поради тоа, садењето на дрвета и тоа како е значајно, затоа што дрвета се директни борци против загадениот воздух, знаеме го абсорбираат въглеродниот диоксид, го ослободуваат кислородот. Од друга страна пак влијаат позитивно и на климатските промени, односно го намалуваат ефектот на глобалното затоплување. Трето, со своите корени оневозможуваат ерозија на земјиштето, а ја задржуваат влагата во почвата подолго време и позитивно влијаат на земјоделските култури и на природната рамнотежа. И четврто и не помалку важно, дрвета се природни живеалишта за голем број животни и растенија, така да тоа е многу важно за одржување на биодиверзитетот. Токму поради тоа, ние денеска сме собрани овде во дворот, во кругот на Општинскиот ученички дом Крсте Петков Мисирков во Кавадарци. Организираме, односно спремаме активност со засадување на садници, кои што се донација од јавното предпријатие Македонски шуми, подружница Бор Кавадарци. Иначе организацијата е од страна на Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Кавадарци. Под мотото, кога садиме заедно, растеме еднакво. И сега многу е важно овде, кога се организираат вакви активности, да се земе во предвид фактот дека на секое растение, не само дрво, може да биде тоа и било кое друго растение, кога ќе се засади, му е потребна нега и грижа за да се зафати и да обстане. Во спротивно акцијата би била безуспешна. Токму поради тоа и светоци сме всушност во и блиско и подалечно минато дека се правеле акции со пошумување и на поголеми површини, па биле безуспешни. Причините за тоа може да се различни, може да се лошите временски услови, несоодветно надморска висина, знаеме дека секое растение си бара одредени услови за обстанок, може да е почвата која што е сиромашна со хумус и одредени хранливи елементи, или пак болести кои што го нападнале растението во текот на неговиот животен циклус, а не се третирале. Ке ви откриваме една информација, со дел од колегите разговаравме за оваа идеја и се надевам дека во блиска иднина ќе ја реализираме, нормално со поддршка и помош од Македонски шуми, да секој заинтересирано семејство добие донација од најмалку една садница, која што ќе засадат во својот двор или во блиската околина, и на тој начин секое семејство ќе даде свој придонес за општината, за животната средина и за воздухот кој што сите ние заеднички го дишеме.
Доколку сакаме да направиме позитивни промени во општеството, најпрво треба да започнеме од сопствениот двор. Затоа да мислиме глобално, а да делуваме локално.